Добар ден, дневник на К3. Во невремето што го погоди Скопје, досега се пријавени 22 загинати лица, а во скопските клиники примени се 22 повредени. Одрелните на Синѓелиц, Стајковци, Смилковци и Рачиново потврдуваат од МВР. Од таму вела дека досега се идентификувани 20 лица, претходно беа пријавени 6 исчезнати. Сите институции се во борба со отстранување на последиците од силното невреме од невидени размери што не се памети долго време. Благодарение на брзата интервенција, голем број од граѓаните се спасени. Во овој момент приоритет е општините заедно со институциите координирано да понудат прва помош на оние граѓани на кои тоа им е најнеопходно. Утрешниот ден во Република Македонија е прогласен за ден на жалост. Бројот на жртви во невремето што синоќа го погоди Скопје се искачи на 20 лица. Сите се од реоните Синѓелиќ, Стајковци, Смилковци и Рачиново. Министерството за внатрешни работи потврди дека се идентификувани 13 лица и се предадени на семејствата. Неофицијално меѓу загинатите има најмалку едно дете. Уште не е потврдено дали дел од жртвите се некои од 6 исчезнати лица кои беа пријавени до утрово. Од сите краишта на Скопје граѓаните јавуваат за поплавени сообраќајници, куќи, дворови, подруми и гаражи. Екипите кои 15 часа биле на терен спасиле 1000 граѓани и се уште се отстрануваат последиците од силното невреме, а од утринава од 6 часот со хеликоптер се пребарува теренот за евентуални други жртви. Сите институции се во борба со отстранување на последиците од силното невреме од невидени размери, што не се памети долго време со огромна количина на дожд, истакна вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров по завршување на состанокот на управувачкиот комитет за справување со кризи. Катастрофа од невидени размери, нешто што не се памети долго време во Скопје. Силни обилни врнежи со огромна количина на дожд, која што направи несогледливи штети со жртви. Сите институции од почетокот на оваа непогода се во постојана активност, во борба со оваа природна стихија и припадниците на Министерството за внатрешни работи, специјалните единици и припадниците на Армијата на Република Македонија, ДЗС, општините, градот Скопје, противпожарната единица, Министерството за здравство преку итната помош се обидуваат да помогнат на секој оној кој што има потреба од помош. Договорено е да се отпочне веднаш со правење на комисии за проценка на штети која ќе оди паралелно како се расчистува теренот и се овозможуваат тимовите за проценка да влезат. Тодоров потенцираше дека ќе предложат до владата прогласување на кризна состојба во трајање од 15 дена во Скопскиот и Тетовскиот регион. Владата закажа воредна седница во 16:30, пошто се очекува да биде прогласена кризна состојба. Попладнево, Советот на град Скопје одржа воредна седница на која се разгледуваа мерки и активности за санирање на штетите. Поради обилните врнежи од дожд и надојдената вода, сообраќајот по обиколницата од клучката Хиподром до клучката Сарај е во прекинот синоќа од 20 часот, додека екипи на ЕВН Македонија работат на санирање на дефектите предизвикани во снабдувањето со електрична енергија. Синоќа во Скопје за само 2 часа наврна дожд колку што обично паѓа за еден месец во август во последните децении. Овој податок се чини дека најдобро отсликува од каков размер е невремето кое што го зафати Скопскиот регион. По повод невремето што ја зафати Република Македонија и особено Скопскиот регион, претседателот на Република Македонија и врховен командант Ѓорѓе Иванов ја задолжи армијата на Република Македонија да ги стави сите расположливи капацитети на располагање со цел да се помогне во санирањето на штетите предизвикани од невремето. Мобилизирани се сите екипи на јавните претпријатија на градот Скопје, противпожарната единица, водовод и канализација, комуналната хигиена, водовод и патишта, од Министерството за внатрешни работи, од војската. Македонија денеска ќе биде под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса од Медитеранот, која попладне во вечерните часови ќе предизвика променливо и нестабилно време со врнежи од дожд кои локално ќе бидат поројни и проследени со грмежи. Најпрво ќе бидат зафатени западните делови, а потоа кон крајот на денот во вечерните часови ќе се прошират во централните и североисточните делови. Процесите се очекува да бидат поинтензивни локално во форма на невреме со интензивен пороен дожд, особено во западните делови. Во Скопската котлина времето ќе биде променливо, а попладне нестабилно со врнежи од дожд, кои ќе бидат поројни со грмежи. Управата за хидрометеоролошки работи апелира во случај на појава на електрични празнења внимателноста да биде поголема, да не се престојува на отворен простор и под дрвја.
Поради невремето кое синоќа го зафати главниот град во кој се срушени и поплавени куќи и возила, а пријавени се починати и исчезнати лица, се одржа вонреден состанок на градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски, директорите на јавните предпријатија Водовод и Чистота и Зеленило и командирот на територијалната противпожарна единица. Градоначалникот изјави дека на градот Скопје ќе му бидат на располагање сите средства со кои располага општина Куманово. Поради елементарната непогода која вчера во попладневните часови го зафати Скопје и неговата околина, особено Стајковци, Сингелиц, Милковци и Рачиново, а пријавени се и настани со големи штети, срушени, поплавени куќи и возила, починати, удавени и исчезнати лица, се одржа вонреден состанок помеѓу градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски, директорот на јавното предпријатие Водовод Горан Стојковски и директорот на јавното предпријатие Чистота и Зеленило. На состанокот присуствуваше и командирот на територијалната противпожарна единица Куманово Дејан Илиевски, кој воедно ќе ја предводи операцијата за исцрпување на водите. Градоначалникот изјави дека на градот Скопје ќе му бидат на располагање сите средства со кои располага општина Куманово. Една екипа противпожарна возило, едно подобрите со цистерна, неколку пумпи, две екипи, две поединечни екипи по 4 луѓе и комплетно екипа од Водовод, а во текот на денот ќе се говориме и за однос на хигиената, дали треба некого спечари и некоја механизација. Разговараме за поддршка за вода за пиење. Во текот на денот ќе испратиме еден шлепер, еден камион поголем. Све зависи од потребите на град Скопје. Градоначалникот додаде дека во случај на вакви елементарни непогоди кои што се чести во текот на летниот период, граѓаните да внимаваат и да ги слушаат препораките од регионалниот центар за управување со кризи, бидејќи најважно од се е да се спаси човечкиот живот. Ова се елементарни непогоди. Ние не може да предвидиме што значи ако падне 100 литра на квадратен метар за 24 сата. Скопје тоа го погоди вчера 90 литра на квадратен метар. Тоа е нешто што спаѓа во групата елементарни непогоди, каде има докаде е капацитетот на справување. Значи, изливање на речните корита се нешто што после такви породни дождови е очекувана работа. Дамјановски изрази жалење бидејќи неофицијално помеѓу жртвите од синоќешното невреме животот го изгубила и една жена од Куманово. Унијата на млади сили и Унијата на жени при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово денеска на плоштадот организираат соберна хуманитарна акција за настраданите од невремето кое во текот на ноќта го зафати Скопје. Акцијата започна во 14 часот, а ќе трае до 19 часот. Подпредседателот на Унијата на млади сили Никола Перовиќ со апел до сите хумани граѓани од Куманово да донираат пакувана вода и хигиенски средства. Хуманитарна акција во организација на Унија на жени при ВМРО ДПМН Крива Паланка ќе се спроведе вечерва од 18 до 21 часот во Општинскиот штаб. Во текот на денешниот ден, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН и Унијата на жени при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово се собравме и во период од 14 до 19 часот организиравме штанд на кој што ќе собираме донации за оштетените луѓе во поплавите што го зафатија градот Скопје во текот на минатата ноќ. Штандови ќе бидат поставени во текот на утрешниот ден и користиме оваа прилика за да ги повикаме сите хумани граѓани кои што се во можност да дојдат да достават своји донации вода или хигиенски средства со што ќе им помогнеме на засегнатите семејства од поплавите во Скопје. Од подрачната единица на Дирекцијата за заштита и спасување Крива Паланка информираа дека иако нема најави за неповолни временски прилики на подрачјето на Крива Паланка, тие извршиле координација со територијалната противпожарна единица и представници од локалната самоуправа и на готов се ставена потребната механизација во случај на евентуална временска непогода. Одговорните информираа дека водостојот на реките е низок, водотеците се прочистени, а опасност би представувало евентуално големо количество на дождови. Куманово и неговата поширока област имаат капацитети и ресурси да се справат со една ваква состојба, известуваат од регионалниот центар за управување со кризи и упатуваат апел до граѓаните да останат смирени доколку има потреба веднаш да реагираат со тоа што ќе се јават на карактеристичните броеви за таа намена.
Браните се стабилни, вештачките акумулации Липково и Глажња можат да абсорбираат големо количество вода, но будноста на надлежните е на високо ниво. Информираат од регионалниот центар за управување со кризи Куманово и ги успокојуваат граѓаните на Куманово, Старо Нагоричане, Липково, Ранковце, Кратово и Крива Паланка дека се спремни да интервенираат доколку има потреба од такво нешто. Во овој момент посебно се значајни протокот и акцијските планови кои функционираа во 2015-2016 година за чистење на речните корита од наноси и наслаги и кои се комплетно завршени во североисточниот регион. На конкретните речни корита не очекуваме да кажеме некаков тип на можност од поплавување во смисол на тоа што истите се проширени, пролабочени, прокопани, хидравличните процепи се поголеми, наносите бедемски се поголеми, критичните точки се отклонети комплетно, но се работи за еден дел на оние специфичните долови кои што секоја знаат да бидат проследени со големи количества на води и тие ми прават огромни штети затоа што таквите долови се запоставени со текот на времето, не се уредени, прочистени и тие истите можат да доведат до преплавување, односно поплавување на одредени точки, да кажеме, во делот на градот или поширокиот регион од градот. Куманово и неговата поширока област имаат капацитети и ресурси да се справат со една ваква состојба, смируваат надлежните и упатуваат апел до граѓаните пред се да бидат свесни во дадените ситуации и веднаш благовремено да реагираат. Според оние сознанија што имаме од Хидрометеоролошкиот институт, количествата на врнежи во Куманово и Кумановско не очекуваме да бидат големи, но сепак и да се случи такво нешто, упатувам апел до граѓаните пред се да бидат свесни во дадените ситуации веднаш благовремено да реагираат. Најбитни се животите нивни и на нивните најблиски. Во секој случај ќе бираат повисоки подрачја за да веднаш ги напуштат евентуално да кажеме своите објекти, дали тоа ќе бидат куќи, помошни објекти или се работи за возила зафатени со таков тип на поплавни действија од пореј и се упатат на најможно безбедно место повисоко во однос на онаа што представува котлина, долчи и така натака. Граѓаните треба веднаш да реагираат со тоа што ќе се јават на карактеристичните броеви за таа намена 195, 194, 193 и 192, а оперативните служби се спремни да им укажат што да направат во моментот доколку имаат проблем. Тимот за одговор и дејствување при катастрофи на општинската организација Црвен крст од Крива Паланка учествува на двудневен камп за јакнење на капацитетите. Петта година поред општинската организација на Црвен крст од Крива Паланка, работејќи на јакнење на капацитетите и ревидирање на знаењата и вештините на членовите на тимот за одговор и дејствување при катастрофи, организира двудневен летен камп. Во склопот на општинската организација на Црвен крст имаме тим што работи на полето како тим за одговор и дејствување при катастрофи, значи внатре во него има број 15 членови, секоја година ги ревидентираме нивното знаење на еден така заеднички камп. Ова година ќе биде дводневен камп во село Трново, каде ќе се ќе се реобнови нивното знаење, нивните капацитети, едноставно ќе ги јакнеме внатрешните капацитети во самиот тим. Во дел од агендата на кампот ќе бидат опфатени активности на тема Стоп за рамнодушноста, да ја поттикнеме хуманоста, поврзани со бегалската криза која беше исклучително актуелна годинава. Значи ќе имаме дел што ќе бидат опфатени тие теми, бидејќи знаете како во изминатиот период Црвен крст на Република Македонија едноставно многу успешно се справи со бегалската криза и така да го даде на вистинското светло како дека во тој дел сме на вистина многу спремни. На кампот кој традиционално се одржува пред подрачното основно општинско училиште Јоаким Крчовски во село Трново присуствуваат 15 членови на овој тим, чиј командир е Јане Денковски.
Учениците од централниот објект на основното општинско училиште Јоаким Крчовски открива Паланка од предстојната учебна година часовите по спорт и спортски активности ќе ги реализираат во новата училишна спортска сала. Освен реконструкцијата на салата се врши и санација на ходникот на вториот кат. Средства се обезбедени од сопствениот буџет на училиштето. Летниот распуст во централниот објект на Кривопаланичкото основно училиште Јоаким Крчовски се користи за реконструкција на малата физкултурна сала, каде целосно ќе бидат обновени подот, зидовите и електричната инсталација. Исто така во тек се градежни зафати за реконструкција на дел од вториот кат. Средства за оваа инвестиција се обезбедени од сопствениот буџет на училиштето, информира директорот Драган Ристовски. Ние летниот одмор на учениците го искористуваме за реконструкција на еден дел од централниот објект на училишната зграда и станува збор за целосна реконструкција на постоечката мала физкултурна сала и еден дел од вториот кат на училишната зграда со углетување на зидовите, менување на плафоните, електричната инсталација. Реконструкцијата на малата училишна сала, офаќа целосна реконструкција, менување на подот. Бидејќи подот беше дотраен, едноставно кажано скапан и не можеше да се одржува ниту хигиена, ниту пак учениците да ги одржуваат часовите по физичко. Глетување на зидовите, менување на електричната инсталација, всушност целосна реконструкција на постоечката саличка што имаме во училиштето. Средствата се наши, од наменските средства, заштедени од нафта, од некои други конта и тие ги пренаменуваме со ребалансот на буџетот за овие градежни активности. Во училишните простории ќе се изврши дезинфекција и дератизација, но нема да се варосуваат со оглед дека неудомно беа целосно реконструирани. Секој летен распуст се врши дератизација, дезинфекција, дезинсекција, меѓутоа оваа година нема да ги варосуваме училниците, бидејќи тие се целосно реконструирани, нови се, така да еден дел од тие училници, таму кај што има оштетување, тоа ќе биде поправено и за наредната учебна година ќе бидат пак целосно варосувани. Во училишната зграда Партизан се варосуваат просториите и се санираат оштетувањата. Во следниот период одговорните од оваа образовна институција планираат инфраструктурни зафати за поправка на кровната конструкција во подрачните училишта во село Нерав и во село Узем. Топлиот културен бран во Крива Паланка донесе уште еден настан која приполни сцената на плоштадот Карпошово востание. Синоќа актерот Петар Темилковски ја изведе монодрамата Јане Сандански 100 години после, негово авторско дело кое самиот го режирал. Монодрамата Јане Сандански 100 години после се однесува на периодот од август 1913 до април 1915 година. Има емотивен пристап и од театарската критика ја оценета како нешто што е важно за времето во кое живееме. Јас мислам дека монодрамава има голем интерес за монодрамата затоа што Јане Сандански од сите војводи е најтрагичната личност. Тој единствен, мислам, од тие што беа на линијата на фронтот, во истурената линија што беа на фронтот. А иначе сите се трагични фигури. Тој беше најтрагичната личност затоа што тој единствено нив ја доживеа поделбата на Македонија. Сите други го изгубија својот живот, својот млад живот, со надеж дека еден ден идејата нивна ќе стаса во Македонија и таа ќе биде целосно слободна, апсолутно независна и обединета, за што и се боре и ги дадува животите. Но Јане Сандански ја доживеа поделбата 13-та година, 1913 година и беше најтрагичната фигура. Сите негови идеали исчезнаа. Она што е импресивно во ликот на Јане Сандански, како што речете Мелковски, е што тој, како и многу други апостоли на македонската национална борба, во еден момент ја презрел опасноста од смртта и ризикот му станал побратим. И како што гледате, сите претендираат, некој за име, некој за црква, некој за народ, некој за јазик, и не можат да се усогласеа, досега ни една прашинка од нас немаше да има, ама голем е Господ и тој не возлюбил уште рано,
зашто ние сме го возлюбиле него повеќе од себе си. Темелковски ги има одиграно најголемите и најзначајни улоги во светската драматургија и е еден од најнаградуваните актери во Македонија. Во 2012 година Темелковски беше прогласен и за лауреат на 4-тиот меѓународен театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски во Крива Паланка, добивајќи признание за особен придонес во македонската театарска уметност и култура. Топол културен бран е поддржан од Министерството за култура во организација на локалната самоуправа на општина Крива Паланка и Националната установа Центар за култура. Програмата на манифестацијата продолжува со големиот рок спектакл, фестивалот Joyfest, кој ќе се одржи на 20 август, а звезди на вечерта ќе бидат нашиот легендарен состав Ареја и Ван Гог од Србија, а од 25 до 27 август ќе се одржи меѓународниот фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски. Во воздушен напад на болница во северозападниот дел на Сирија загинаа 10 лица, меѓу кои има и деца, соопшти Сириската обсерваторија за човекови права. Во центарот на белгискиот град Шарлероа вчера попладне напаѓач со мачета повреди 2 полицајки. Републиканскиот кандидат на председателските избори во Соединетите Американски држави Доналд Трамп на синоќешниот предизборен митинг изјави дека неговата против кандидатка од редовите на Демократската партија Хилари Клинтон е ментално нестабилна. Во воздушен напад на болница во северозападниот дел на Сирија загинаа 10 лица, меѓу кои има и деца, соопшти Сириската обсерваторија за човекови права. Болницата се наоѓа во градот Мелас на околу 15 километри од градот Идлиба, во истоимената провинција која е под контрола на бунтовниците. Обсерваторијата наведува дека засега не е познато чии авиони го извеле нападот. Во центарот на белгискиот град Шарлероа вчера попладне напаѓач извикувајќи Аллах Акбар со мачета повредил 2 полицајки. Едната тешко повредувајќи ја полицето, додека другата минала со полесни повреди. Нападот се случил во близина на локалната полиција, напаѓачот бил убиен од страна на трет полицаец. Белгискиот премиер Шарл Мишел не исклучи можноста дека станува збор за терористички напад. Иницијалните индиции многу јасно упатуваат на тероризам, изјави белгискиот премиер Шарл Мишел, кој претходно преку социјалните мрежи остро го осуди овој напад. Републиканскиот кандидат на председателските избори во САД Доналд Трамп на синоќешниот предизборен митинг изјави дека неговата против кандидатка од редовите на Демократската партија Хилари Клинтон е ментално нестабилна, коментирајќи го нејзиното признание дека доживеала краток спој во аферата со приватните мејлови. Луѓето во оваа земја не сакаат никого кој ќе доживува кратки спојови, изјави Трамп, опишувајќи ја поранешната државна секретарка како опасен лажко и целосно растроена неурамнотежена личност. За време на собирот приврзаниците на Трамп извикувале заклучете ја. Клинтон во петокот призна дека можеби доживеала краток спој кога се обидела да пружи објаснување во врска со употребата на својот приватен сервер за праќање на државни мејлови. Македонската кошаркарска репрезентација со 78-74 победи Бугарија во вториот пријателски надпревар кој се одигра во Самоков. Македонија се реваншираше на Бугарија за синоќешниот пораз. Избраниците на Драган Раца одиграа добар надпревар и заслужено дојдоа до триумф. Македонската кошаркарска репрезентација го доби вториот контролен надпревар против Бугарија со 78-74, а кој исто како и за вчерашниот се играше во Самоков. Новиот селектор Драган Раца стигна до првата победа на клупата на нашата репрезентација во надпревар во кој што најдобрите македонски кошаркари доминираа во 3 периоди за во финишот Бугарија да се врати во игра за поволен резултат во дуелот. Сепак Војдан и Дамјан Стојановски и Ромео Тревис го направија потребниот исчекор за реванш против бугарите за вчерашниот минимален пораз. Дамјан Стојановски со 23 и Војдан Стојановски со 20 поени биле најдобри реализатори во редовите на Македонија, додека натурализираниот Тревис повторно го завршил надпреварот со 14 поени.
Капитенот на кошаркарската репрезентација на Македонија Војдан Стојановски официјално е нов играч на Севилја. Војдан Стојановски останува во Шпанија по прекинот на соработката со Мора Банкандора, македонецот кариерата ќе ја продолжи во Севилја. Клубот од Андалузија потврди дека Војдан Стојановски ставил подпис на едногодишен договор. Капитенот на црвено-жолтите минатата сезона имаше просек од 11,9 поени, 2,5 скока и 2,4 асистенции во најсилното првенство на Шпанија. Со денешните 3 надпревари од првото коло ке стартува 25-тиот шампионат на Македонија во фудбал. Првакот Вардар на отварањето од првенството поради казната од ланската сезона домакин ке биде во Струмица, каде ја пречекува екипата на Шкупи. Почетокот на дуелот е во 20 часот. Во терминот од 17:30 часот се игра два дуела. Дербито на Пелагунија меѓу Победа и Пилистер. Надпреварот се игра во Битола и Брегалница во Кочани ја пречекува Ренува. Поради настапите на Шкендија во Лига Европа, дуелот со Силекс го играат утре во Тетово, а последниот надпревар од стартното коло се игра во среда меѓу скопските екипи Македонија Ѓорче Петров и Работнички. Енис Барди со неговиот Ујпешт ја доби македонската пресметка со Киреристевски и Вашаш во првата унгарска лига. Младиот фудбалер и македонски репрезентативец влезе од клупата за резерви во 72-та минута за да во 84-та го постигне единствениот и победнички гол на оваа средба. Ова за Барди е прв гол во сезоната со што на најдобар можен начин го прослави новиот 4-годишен договор со Ујпешт кој го потпиша пред неколку денови. По 4 кола Енис и другарите имаат освоено 6 бода, што се однесува до стоперот Ристевски. Тој ги одигра 90 минути во првиот сезонски пораз за Вашаш. Повремениот македонски репрезентативец Мите Цикарски својата кариера ќе ја продолжи надвор од нашата држава во кипарскиот прволигаш Етнико Сахна. Екс-членот на Вардар и Работнички кој игра на левата бековска позиција се договори со Ахна во наредната сезона ќе го брани нивниот дрес, поточно ќе ја зголеми македонската колонија во овој клуб во кој брани Мартин Богатинов. За посетување на Кипар во клубот Ајак Ларнака настапуваат уште двајца македонци Иван Тричковски и Даниел Мојсов. На првиот ден на Олимписките игри во Рио де Женеиро беа поставени 3 светски рекорди во пливање, додека Австралија и Унгарија се првите држави со 2 златни медали. Штафетата на Австралија во дисциплината 4 пати по 100 метри слободно го освои златниот медал со време на светски рекорд пред американките и Канада. Светски рекорд исплива унгарката Катинка Хосу на 400 метри мешано. Кај мажите прв беше јапонецот Косуке Хагино. На 400 метри слободно победи Мек Хортон од Австралија, додека во квалификациите на 100 метри британецот Адам Пити постави светски рекорд. Во стрелаштво кај жените во дисциплината воздушна пушка 10 метри победи Вирџинија Трашер од Соединетите американски држави. Со воздушен пиштол кај мажите на 10 метри победи Ксуан Вин Хоанг од Виетнам. Во мечување кај жените златен медал избори МС Зазо од Унгарија. На патеката покрај плажата Копакабана во велосипедизам најбрз беше Грег Ван Авермит од Белгија. Златните медали во џудо им припаднаа на Беслан Мудранов од Русија и на Паула Парето од Аргентина. Во кривање товар злато го освои Сопита Тансан од Тајланд, додека во стреличарство екипно неуспешна беше селекцијата на Јужна Кореја. Параолимпиецот Оскар Писторио се наоѓа во стабилна состојба по обидот за самоубиство што го извршил во затворот во Преторија. Медиумите откриваат дека станува збор за обид за самоубиство со оглед на исечениците на двете раце, повреди со кои е примен во болницата во Преторија. Неофицијално во келијата на Оскар бил пронеден и жилет, кој што бил доволен доказ дека станува збор за обид за самоубиство. Јужноафриканските медиуми информираат дека повредите на Оскар Писториос биле санирани, пошто тој експресно бил вратен во затвор. По фијаското со селекцијата на Англија на Европското првенство во Франција, селекторот Рој Хојчсон си поднесе оставка која веднаш беше прифатена од фудбалската асоциација, но по само еден месец 58-годишниот менаџер е со понуда од еден кинески клуб и тоа за неверојатна сума на пари. Хојчсон, како селектор на гордиот Албион, заработуваше по 3,5 милиони фунти годишно, сума што е повеќе од смешна на онаа која што му е понудена во Кина. Како што пренесуваат англиските медиуми, Хојчсон добил понуда од засега непознат кинески прволигаш, која тешко би одбил, бидејќи му е понудена плата од 8 милиони фунти годишно. Марек Хамшик ги израдува навивачите на Наполи, потпишувајќи нов договор со својот клуб во чии редови ќе остане до јуни 2020 година. Словачкиот интернационалец ќе игра својата 10-та сезона во дресот на наполитанците, веќе најави дека би сакал да остане во овој клуб до крајот на кариерата, зборовите претворајќи ги во дела со потписот на новиот договор.
Македонија денеска ќе биде под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса од Медитеранот, која попладне и во вечерните часови ќе предизвика променливо и нестабилно време со врнежи од дожд, кои локално ќе бидат порујни и проследени со грмежи, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Тоа беше се за овој дневник, почитувани гледачи. Останете со К3, имајте пријатен ден.